Еве со ова джинглче најавивме дека влегуваме во нашата редовна рубрика во недела навечер, што се однесува на настаните од Вселената. Што ќе рече, влегуваме во оние мистични, таинствени, загадочни, навидом мирни вселенски простори, но практично простори во кои што се врви од предвидливи, а има и непредвидливи настани. Гостин во нашето студио Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Посакуваме добро вечер. Добро вечер. Зоране, секоја недела во рамките на ова наша стандардна рубрика врзана на темите од Вселената, постојано одиме со преглед на најнастаните од изминатата недела. Што е издвоено, што би издвоил ти за најнастан во ова недела? Дали може би одбележувањето на 5-те години од она американско-европска мисија на Spirit и Opportunity на Марс? Па, добро, да, ова сега во овој период се навршуваат 5 години од почетокот, нели, на работата на двете сонди на НАСА што ги прати Spirit и Opportunity. Сега тие сондите беа пратени некаде во летото 2003 година од Вселенскиот центар, нели, Кенеди на Флорида. И после 6 месеци овие две сонди стигнаа на планета. Мислам, најпред пристигна Spirit, а после тоа, нели, и Opportunity. И тие веднаш почнаа да испраќаат информации, мислам, нормално со нивното стационирање на Марс. Сега во тоа време научниците, односно конструкторите кои што ги изработија фактички овие две сонди, ни сметаа дека овие две сонди ќе работат неколку месеци, но за среќа на нив, нели, за среќа на целата наука на човештвото, овие сонди и ден денес се функционални, така да сите оние бури, оние ветришта што дуваат и по 250 до 300 км што се на планетата Марс, не им попречија на овие сонди да испраќаат информации. Исто така во тој период НАСА, мислам нешто подоцна, НАСА ја прати и третата сонда под името Феникс. Меѓутоа Феникс беше пратен една наистина многу лоша положба на планетата Марс, односно на северниот дел. Да, на северниот дел од планетата Марс, кај што температурите достигнуваат некаде минус 140 целзиусови степени во минус, и од тука прво што откажа најверојатно поради ниските температури, откажа батериите на оваа сонда. Сега поделени се мислењата кај научниците кои што сметаат дека нели тоа на некој начин е крај на оваа мисија. Некои од научниците сметаат дека оваа сонда Феникс сепак повторно може да се врати во игра, мислам, од таа причина што оваа година, значи некаде крајот на септември и почетокот на октомври на планетата Марс, на оној дел кај што е Феникс, започнува лето и таму температурата отприлика може да се крене и до плюс некаде 3-4-5 степена. И се очекува батериите да почнат да проработат и сондата да почне да си функционира. Мислам, меѓутоа све се тоа во рамки на некои претпоставки, мислам, се уште ништо не се знае за тоа. Сега исто така кога сме веќе кај Марс, мислам, некаде, мислам, треба се прати уште една сонда према планетата Марс, мислам, руско-кинеската варијанта. Не, таа се работи за друга. Ова е, мислам, америчка сонда, на НАСА сонда, под називот MSL, и оваа сонда ќе има поголема, незината сонда ќе биде некаде многу потешка и со посовремена лабораторија него што беше сондата на Феникс. Мислам, таа ќе може да носи некаде отприлика преку 100 килограми на терет, на тежина, значи ќе врши, нели, нормално сите испитувања што се. Меѓутоа, оваа мисија се уште не е испратена и нели, се очекува низиниот на наредно испраќање. Сега кога веќе ги спомнавме, кога сме веќе кај планетата Марс, мислам да кажеме дека оваа година и спротивниот табор, нели, најголемите ривали на американците, значи русите и кинезите, патуваат на Марс. Ево се они нормално за да мисијата да се во преговори. Па добро, видете, они се преговори, меѓутоа кога се работи за кинезите нон-стоп работат. Мислам, они сега гледаат
што повеќе да се докажат, мислам, поготово во вселената, така да се очекува некаде кон средината или па во есента таму оваа мисија да биде пратена, значи некаде наредната година, после 6 месеци од низиното праќање, значи мисијата веќе почне да функционира, односно отприлика најкасно до 2011 година. И сега овдека ќе се знае дека ќе се постави некој летало, некоја сонда која што ќе биде некоја подвижна лабораторија или на шестркала, како што велат они, нормално со сите пропратни инструменти за одредување на хемиската состојба, мислам физичката состојба на планетата Марс. Русите предвидуваат и една сосема нова вселенска станица. Па русите се во преговори, нели, со откако ја бутнаа мир, нели, 2001 година. Русите од претходно, нели, они беа први кои што го дадони првиот елемент од оваа новата станица ISS, што значи International Space Station, што е. И сега русите мислам ги убедува останатите земји, пошто видите, оваа вселенска ISS партиципираат во нејзе 15 нации. Значи, и сега русите ги убедуваат на овие 15 нации за рок на траењето на ISS да го продолжат за уште негде 10 до 15 години, затоа што ISS отприлика негде до 2016 година е планирано да функционира, после тоа е планирано неизно соборување во тих. Појаснете само и на тому во текстот, немојте ISS, не сме разговарни, предполагам, тоа е интернационална вселенска станица, да се обраќаме така. Да, ISS е интернационална вселенска станица, која што во моментот функционира некаде на растојание од прилика 350 до 400 километри од земјата, значи. И сега, кој што реков, русите сакаат да го убедат овие нации, мислам, да продолжат, меѓутоа останатите нации не го прифаќаат овој руски предлог да се станица, да рокот на траење се продолжи. Од таа причина советите планираат изградба на нова вселенска станица, значи, кој што ќе им послужи, значи, кој ќе биде поставена во ниска орбита и ќе се користи како поддршка на човечки мисии кон месечината, значи. И ова веќе во Роскосмос кажуваат дека и не само идениот проект, него и првите сонди, значи првите ни елементи што треба да се пратат, дека се веќе произведени и нормално дадени се некои фотографии од нив и се очекува некаде најкасно 2018 или најкасно 2020 година оваа сонда веќе да биде и овие сонди веќе да бидат и испратени во вселената и да почнат со лепење на останатите елементи за така. Има уште неколку настани што одбележуваат оваа недела, меѓутоа да лансираме ние малку музика од ова наше студио, потоа што од нашата режија, па потоа повторно се враќаме овде во студиото. Само да повторам уште еднаш, сите оние влюбеници во вселената кои што би сакале контакт со нас, не со било кој од споменатите сонди или со некој вселенски летачи, туку може да контактирате само со нашиот гостин овде во студиото, слободно SMS на 070-145-921 или фиксна телефонија 55-11793. Во рамките на нашата рубрика за вселената ќе зборуваме најмногу за сателитите. Ајде да, Зоране, концентрира се на прашањето, да ми кажеш како се лансираат сателитите. Пред малку ни кажуваше американците лансираат со ракетата, русите со таа, кинезите со таа и така например. Но како се врши тоа лансирање, односно како се воведуваат тие во орбитата околу земјата? Па да, она што е многу важно за секој сателит, мислам не што е многу важно, него прво и основно правило е тоа, кога се лансира било кој сателит, е тоа да секој сателит мора да постигне првата космичка брзина која што изнесува 7,92 км во секунда. Значи, нормално самиот сателит, да земеме од Атлас Кентаур, да речеме, еден сателит од американската ракета, се поставува сателитот внатре во самата ракета. Ракетата обично тие ракети имаат по 2 степена или евентуално 3 степена, значи првиот степен на ракетата се активира, се пали,
постигнува нека одредена брзина Да изнесудат. и после го отфрла тој делот, па се пали вториот дел од моторот, значи, и при тоа постигнува таа втората космичка брзина која што изнесува 7,92 км во секунда. Сега што е важно на оваа брзина? На оваа брзина, значи, силата на самото летало, значи на оној дел кој што ќе биде избацен во вселената, значи оној сателит, на него делуваат две сили. Едната сила е силата на земјината гравитација, која што настојува леталото да го врати назад на земјата, и другата сила е она силата на самата ракета која што настојува да го одвои леталото односно леталото да ја напушти земјината гравитација. Сега што се случува? Ако брзината, да речеме, е помала од 7,92 км во секунда, значи ако е 6, да речеме, земјината гравитација ќе го совлада тоа летало. И тоа после извесен период, нели, ќе кружи околу земјата, после извесен период оно ќе падне на земјата. Ако брзината е поголема, да речеме 15 км во секунда, што ќе се случи? Веќе земјината гравитација нема да биде во можност да го задржи леталото и тоа ќе ја напушти земјината гравитација и ќе се усмери во оној правец во вселената на кај што е пратено. Сега, на оваа брзина од 7,92 км во секунда, па се до 11,2, кај што е втората космичка брзина, доаѓа до порамнување на силите. Значи, силите доаѓаат под 90 степени и при тоа доаѓа до поништување на двете сили. Што значи дека леталото не може ни да се спушти на земјата, ни да падне на земјата, нити па да побегне некаде во вселената. И оно што започнува да се кружи, започнува да кружи околу земјата. Сега првобитните летала, као Спутникот, кој што бил пратен 1997 година, 1957 година, значи, он во него немаше можност за ориентација. Значи, он беше пратен едноставно, онака хипотетички кажано, кога да сме фрлиле камен во вселената. И он си направи некоја своја траекторија, се движеше околу земјата и падна, односно кога требаше да падне. Сите тие сателити до 1962 година нема можност за ориентација во вселената. Значи, не беа пратени, беше одбран аголот од земјата и, онака народски кажано, што му беше дадено, тоа мислам, кој координати му беа дадено, да. Од 1962 година Советскиот сојуз прати еден сателит по име Полет. И ако ви текнува во таа чест, во чест на овој сателит кој што се нарекува Полет, се произведуваат часовници кои што го има тоа име Полет. Да. И тој сателит беше пратен 1962 година. Добро, они марусите имаат часовници ракета, па. Да, добро, ракета, да. Са Инса, не знам дали беше нивна или. Добро, не е важно и тој беше прв сателит со кој што можеше од овдека од земјата, значи да се дадат команди и да го менува аголот на движење во однос на земјата. И подосно, нели? Сега денеска е многу лесно и за еден многу краток период сателитите преаѓаат од еден агол во друг или заземаат од една патека до друга. Мислам, денеска тоа е... се скапи овие проекти, колку чини во просек? Нали, еден сателит, односно на целосна мисија. Да, видите, тоа е многу скапа. Видите, тоа е многу скапа работа. Мислам, сега денеска да се прати една сонда, да речеме, као Спутник, што немала никаква опрема, кошта само да речеме само на лансирањето. Еве пример, едно лансирање со шатлот, ако нема ни едно излегување надвор, кошта 200 до 250 милиони долари. Сега, еден сателит во зависност од опремата негова, значи може да кошта од неколку милиона па до неколку стотици милиони. Во зависност од опремата што ја поседува внатре во него. Значи самиот сателит кој сателит не е скап, скапа е опремата внатре што е вградено. Нормално, да. Самите батерии, рокот на траењето на сателитот, фотографската опрема, која му е резолуцијата со која што ќе може да гледа према земјата и слично. Да испратиме еден сателит комуникацијски да не го пренесува Евросонгот. По квалитет отколку до сега. Зашто? Па би може.